Започнува дневникот на КТВ. Добра вечер. 3 февруари 2026 година. Општина Кавадарци го презентира идејното решение за уредување на Кавадаречки дол, кој е дел од проектот Справување со загадувањето, што општината веќе 2 години го реализира во соработка со UNDP. Проектот влегува во својата завршна фаза, односно фазата на тендерирање за понатамошно изведување и целосна реализација. Со идејното решение е предвидено озеленување на површина од 15.000 квадратни метри, како и покривање на Кавадаречки дол во должина од 760 метри, со што значително ќе се подобрат животната средина и урбаниот амбиент во овој дел од градот. По изготвувањето на основниот проект и целокупната техничка и проектна документација за хортикултурно уредување, проектот ќе биде јавно презентиран пред пошироката јавност со цел транспарентност и информирање на граѓаните за идните активности, велат од општина Кавадарци. Од таму уште една информација, општината во партнерство со UNDP објави јавен повик за поднесување предлог проекти во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 3 RELOAD 3, која е финансирана од Европската Унија. Се повикуваат сите граѓански организации да аплицираат со своји проектни идеи и да придонесат кон развојот на локалната заедница. Крајен рок за аплицирање е до 2 март годинава. Инфосесијата и првиот ден од дводневната обука ќе се одржат утре со почеток во 10 часот во големата сала на општина Кавадарци. Вториот ден од обуката ќе се одржи на 5 февруари, првата менторска средба е закажана за 12 февруари годинава, а во текот на обуката ќе бидат договорени термините за преостанатите 3 менторски средби кои ќе бидат објавени на општинската веб страна. Деталните информации и потребната документација се исто така достапни на веб страната на општина Кавадарци. Денес учениците од Општинското основно училиште Тоде Хаджитефов Кавадарци, како и 100 ученици од општина Валамдово, уживаа во вистинска зимска идила на Михајлово. Околу 320 дечиња поминаа ден исполнет со смеа, дружење и радост на снегот. Советот на општина Росоман ја одржа 6-та редовна седница. Советниците речиси едногласно, без непотребни дискусии, ги изгласаа сите 16 точки од дневниот ред. Советот на општина Росоман вчера ја одржа редовната 6-та седница. Советниците прво го усвоја записникот од минатата седница, па го проширија предложениот дневен ред од 15 точки со нова 16-та точка разно. Откако го усвоија проширениот дневен ред, советниците едногласно ги усвоија програмата за работа на Росоманскиот совет и програмата за социјална заштита, заштита на децата и здравствената заштита. Трета точка беше програмата за образование, при што советниците праша зошто се уште не е почнато со делење на храна за росоманските ученици од прво до петто одделение, при што градоначалникот Крстевски одговори дека општината го враќа долгот за тендерот од првото полугодие, пошто веднаш ќе го распише тендерот и за второто полугодие. Оваа точка помина со 7 гласа за и 2 воздржани. Потоа едногласно и без дискусии поминаа предлог програмите за изградба, реконструкција, заштита и одржување на локални улици и патишта и комунална изградба, за родова еднаквост, за спорт и рекреација, програмата за работа од областа на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Росоман, за поставување на урбана опрема, како и за финансирање на изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација. Кратка дискусија имаше за одлуките за утврдување на бодот за плати за јавните службеници и даватели на услуги и помошниот технички персонал во јавното претпријатие за комунална дејност Росоман, но и двете точки помина исто така едногласно. Едногласно помина и одлуката за користење на работната машина Багер, но советниците го задолжија директорот на ЈПКД Росоман да им достави извештај за тоа колку машината во минатата година работела за потребите на општината, а колку пати била изнајмувана. За иницијативата за дар на земјиште, градоначалникот Крстевски појасни дека станува збор за земјиште на кое треба да се гради детска градинка во Сирково.
И на крај, советниците доделија 70.000 денари финансиска поддршка на акцијата Клепа 2026. По точка разно, советникот од Левица поднесе неколку иницијативи од жителите на околните места. Сдруженијето Винотек ќе организира дегустација на вина по повод Свети Трифун. Ова година веќе е 10-та поред интернационална манифестација за дегустација, евалуација и оценување на вина во повеќе категории, кој што рационално е организиран по повод големиот празник на лозарите и винарите Свети Трифун. Така да во текст прибирањето на мострите ќе се изврши евалуација, дегустација, оценување на мострите и на 14 февруари ќе биде завршен чин, завршната свечност, каде што ќе бидат прогласени победниците, добитници на медали, на пехари, на награди во повеќе категории. Значи, имаме оценување на млади вина, произведени 2025 година, тоа е категорија бели вина, розе вина и црвени вина, категорија на мирни или стари вина, исто бели, розе и црвени вина, странски вина, исто категорија, и еден посебен акцент даваме на станушините, бидејќи станушината е автохтона македонска сорта, така да посебен акцент ќе дадеме и на станушините како една категорија за оценување. Значаен проект од областа на образованието во општина Неготино ќе се гради нова училишна зграда и концертна сала за потребите на општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски. Одговорните структури во општина Неготино излегоа на терен заедно со проектантската фирма за изработка на урбанистички проект, како и основен проект за нова училишна зграда и концертна сала за потребите на општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски во Неготино. Во проектната задача е предвидено и уредување на кабинетите за учениците и концертната сала, како и студио со опрема за снимање. Станува збор за кабинети за индивидуална настава, како и кабинети за групна настава, кабинет за ЕКТ, помошни простории за наставниците и концертна сала за над 100 гости со фоаје и гардеробери за естрадните уметници. Потенцијалот кој што во овој момент го има Општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски од Неготино со повеќе од 170 талентирани дечиња кои што го развиваат својот потенцијал за пеење и свирење, конечно ќе добие место какво што заслужува на едно помодерно и повисоко ниво. Што е катаракта и како се лекува, разговараме со доктор Марија Нанева, специјалист офталмолог во Кавадаречката болница. Што значи катарактата и зошто е таа водечка причина за слепило моментално во светот? Значи, катаракта е замаглување на човечката леќа природна. Значи, овде имам како едно шаблонче мало, како изгледа таа леќа, што ја вградуваат после тоа, меѓутоа слична е и леќата што се наоѓа во човечкото око. Човечката леќа е составена од протеин и вода. Значи, преку неа се спроведуваат светлосните зраци и одат позади на ретината, тоа е слојот кој што ги прима сензациите светлосни. Ако оваа леќа е продзирна, тогаш тие непречено поминуваат. Кај катарактата народски се нарекува перде. Баш така и го описуваат пациентите кога имаат проблем, гледам како низ перде. Што значи тоа? Протеините во леќата почнуваат полека да се раствараат и да ја замаглуваат оваа леќа. Цел и тогаш нормално светлосните зраци што се пренесуваат преку оваа леќа, се пренесуваат преку некои пречки, преку некои препреки и добиваат пациентите нејасен вид. За среќа, оваа болест значи е реверзибилна, се оперира со многу лесна и едноставна хируршка интервенција и има совршен, да кажам, понатаму вид пациентот со вградена вештачка леќа. Порано операцијата беше со ЕЦЦ, велевме екстракапсуларна екстракција на леќа и беше малку покомплицирана, затоа имаше шиење, сечење на корнеа на око и така.
Денес, во денешно време, се прави толку едноставно, тоа се вика факометода, буквално преку еден отвор од 2 мм. Преку тој отвор се влегува преку корнеата во нашето око. Буквално е факометодата ласерското како ласерче што ја сече оваа леќа како маргарин и ја вшмукува во друга иста таква како пенкалце, тоа вградена е вештачката ваква леќа. Низ истиот отвор се вметнува внатре, се отвора како падобранче и пациентот буквално безболно си заминува од негледање, значи од слепило, со комплетно вратен вид. Го гледате дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Започната исплатата на средства на апликацијата Мој ДДВ за скенираните фискални сметки за четвртото тримесечие од минатата година, информираат од Управата за јавни приходи. За последниот квартал од минатата година од УЈП велат дека ќе бидат исплатени вкупно 924,5 милиони денари кон 526.123 корисници на апликацијата. Од почетокот на исплатата реализирани се 184,5 милиони денари кон 104.000 корисници. Од УЈП велат дека исплатата на средствата продолжува и како што се обработуваат налозите, така ќе се исплаќаат средствата на сметките на корисниците на Мој ДДВ. Формализацијата на сивата економија е еден од врвните приоритети на владата со цел зајакнување на економскиот раст, стабилноста на јавните финансии и подобра заштита на работниците, изјави министерот за економија и труд Бесар Дурмиши на презентацијата на Законот за работно ангажирање лица во владата. Законот за работно ангажирање на лица започна да се применува од 1 јануари 2026 година, а тековниот период беше наменет за техничка институционална адаптација, со цел неговата имплементација да биде ефикасна, усогласена и функционална во пракса. Формализацијата на сивата економија е една од највисоките стратешки определби на владата и клучен сегмент од реформската агенда, затоа што директно влијае врз економскиот раст, стабилноста на јавните финансии и заштитата на работниците. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2024 година во земјава имало околу 694.000 вработени, од кои приближно 85.000 биле неформално ангажирани. Тоа е сериозен предизвик кој бара системски решенија. Министерството за економија и труд и досега спроведуваше активни политики преку оперативниот план за вработување, но анализите покажа дека дел од лицата и понатаму остануваат надвор од формалните текови. Токму затоа беше донесен овој закон, кој представува суштинска реформа во начинот на повремено и сезонско ангажирање на работната сила. Со законот воведуваме пофлексибилен и поедноставен модел за легално ангажирање, со јасна правна рамка и електронски процедури за пријавување, одјавување и оплати на придонеси. Законот овозможува ангажирање на вработени, невработени, студенти, ученици и пензионери, без губење на нивните веќе стекнати права. Корисниците на гарантирана минимална помош не ги губат социјалните и детските права. Невработените не се бришат од евиденција и не го губат паричниот надоместок. Пензионерите го задржуваат правото на пензијата, а студентите и учениците ги задржуваат правата од образовниот систем. Во првата фаза законот ги опфаќа дејностите каде што сивата економија е најизразена: земјоделство, шумарство, рибарство, објектите за сместување, сервисните дејности за храна и дејностите во домаќинствата. Според анализите се очекува формализација на до 12.000 сезонски работници во земјоделство и околу 5.400 непријавени работници во туризмот, угостителството и услугите, односно вкупно опфаќа на околу 17.400 лица. Оваа реформа носи конкретни придобивки и за работниците и за работодавачите. Работодавачите добиваат флексибилност и поедноставни административни постапки,
а работниците добиваат исплата по час, придонеси за пензijsko инвалидско осигурување, дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда при работа или професионално заболување, како и јасна правна заштита на нивните права. Со овој закон испраќаме јасна порака дека државата е решена системски да ја сузбива сивата економија и активно да ја поддржува формалната економија. Тоа значи повеќе формални работни места, поголема сигурност за работниците и стабилна, предвидлива и фер деловна клима за компаниите, кои инвестираат и предонесуваат во растот на нашата економија. Молкот на власта за скандалот со 5 тони дрога е потврда дека се штитат виновниците, порачаа на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Втор ден поред, власта молчи за картелскиот скандал со заплеја на 5 тони дрога од Македонија во соседна Србија. Молкот е потврда дека власта се обидува да го заташка скандалот и да ги заштити виновниците. Како тоа поминале 5 тони дрога преку македонската граница, а нема одговорност од никој. Нели има сейф-сити камери, скенери и контроли на граничните премини. И никој ништо не видел, не чул, додека така дрога од 5 тони така лесно се пренела. Без поддршка, заштита и логистика од структури во власта, во МВР, во царина, криминал од вакви размери не е можен. Прашање уште колку вакви пратки дрога редовно поминувале, колку уште тони дрога се пренесени преку македонските граници и уште колку тони дрога се уште се шверцува. Овој картелски скандал покажува докаде одат пипците на криминалот и корупцијата на власта. СДСМ со денови алармира за директна поврзаност на криминални структури во Македонија и Србија, а овој случај е уште една потврда за тоа. Секојдневието на македонските граѓани е како во мафијашки филм. Криминални тендери, шверц на 5 тони дрога, фотографии на мицкоски со криминалци, луксузни часовници од 65.000 евра. За картелскиот скандал со 5 тони дрога мора да има одговорност. Обвинителството мора конечно да се разбуди и да отвори истрага. Кој се во Македонија е вмешан во шверцот на дрога? Колку дрога е помината преку границите? Каде завршуваат огромните пари од шверцот на дрога и што се финансира со овие пари? Кој ќе одговара? А одговорност ќе има, кога тогаш. Работата не е завршена. Сите ќе одговараат. Неодговорното однесување на Трендафилов излезе на виделина. Политичкиот театар, нарачан од СДС и Левица, излезе на површина, велат од владеачката ВМРО-ДПМН. Неодговорно е однесувањето на председателот на ССМ, Слободан Трендафилов, кој вчера објави пост на социјалните мрежи со фотографија, на која вели дека чека представник на владата да дојде во просториите на ССМ за да се потпише зголемувањето на платите, а истовремено веќе бил закажан состанокот на владата со гранковиот синдикат УПОС за истата намена. Со ова, почитувани граѓани, се потврдуваат сите наши тези, дека барањата на Слободан Трендафилов имаат политичка позадина и дека зад неговото раководење со ССМ стојат СДС и Левица. Ова не е ништо повеќе од обичен театар наменет за јавноста во која жртвата е Слободан Трендафилов, а виновникот власта предводена од ВМРО-ДПМН. На Трендафилов никогаш не му ни било до зголемување на платите, туку до наштетување на моменталната влада предводена од ВМРО-ДПМН и водење политика иста со онаа која ја води и СДС и Левица. Се поставува прашањето дали барањата на Трендафилов и ССМ ги пишуваат СДС и Левица. Трендафилов ниту еднаш не кажа ништо за зголемувањето на платите и новите колективни договори во образованието, во здравството, во полицијата, одбраната, социјалата и многу други сектори. Но за волја на вистината не кажа ништо и кога инфлацијата беше двоцифрена во времето на СДС и на ДУИ, не кажа ништо ни за ценовните шокови, не кажа ништо ни за зголемувањето на сметките за струја за над 50%. И молчеше кога платите во неколку институции во државата доцнеа со месеци. Да подсетиме и дека се потпишували разни колективни договори во разни државни институции и сектори без одобрение од Министерството за финансии. Или во превод,
СДС и ССМ си подпишувале договори без да имаат претходно обезбедено средства, што е спротивно на условите за подпишување на колективен договор. Ова лицемерие на Трендафилов и на ССМ покажува дека соработуваат со СДС и со Левица против власта предводена од ВМРО-ДПМН. За среќа, владата предводена од ВМРО-ДПМН не бега од диалог, туку инсистира истиот да биде сериозен, суштински и насочен кон резултати. Од СДСМ велат дека ги разобличуваат лагите од кујната на ВМРО. Како лажна вест се представува како осуда од Брисел. СДСМ целосно го разобличува начинот на ширење на лажни вести и дезинформации од страна на кујните на ДПМН и медиумите под контрола на Орбан. Нивните црни кампањи против опозицијата, јавниот линч врз председателот Филипче се базирани на лаги и дезинформации. Денеска ќе покажеме уште еден еклатантен пример како се злоупотребува медиум за да се шират дезинформации. Порталот Република објавува вест со наслов, цитирам: "Притисокот на Филипче врз Република стигна до Брисел." Во текстот стои: вестникот Brussels Morning објавува текст со наслов "Проевропска партија само декларативно. Болшевичкиот пристап на СДСМ кон контролата на медиумите", во кој се критикува притисокот и односот на опозицијската партија во Македонија кон новинарите, чии наслови ги нарекува токсични. Ова е чиста лага. Вистината е следна. Објавениот текст не е став на Европската Унија. Не е став на вестникот Brussels Morning, ниту на било која европска институција или европски медиум. Станува збор за лично мислење на автор кој е новинар на Република. Значи, Република МК си цитира свој новинар, а го објавува како меѓународна реакција и потоа го продава на јавноста како осуда од Брисел. Ова е организирана дезинформација, класична фейк ньюс. Не само што 3 дена пишуваа за ова, туку истиот новинар потоа направи и подкаст на истата тема со својот текст со наслов "Што велат медиумите во Брисел". Еве на овој начин континуирано се шират дезинформации, говор на омраза, се пласираат невистини и фабрикуваат скандали насочени кон СДСМ, кон председателот Венко Филипче. А се води и анти-ЕУ кампања. Само во последната година, преку анализа и хроника на СДСМ, беа документирани и објавени над 1000 текстови и наслови од медиуми блиски до ДПМН, со дезинформации, фабрикувани афери и неосновани напади. Се е јавно, проверливо и документирано. СДСМ нема да дозволи медиумите под влијание на Орбан да ја трујат јавноста. Оваа злоупотреба доаѓа токму во момент кога СДСМ јавно ги разобличува мрежите на дезинформации и медиуми под влијание на унгарскиот модел на Виктор Орбан, модел кој ДПМН отворено го копира. И тука е суштината. Овие медиумски групации и структури на Орбан во Македонија служат како политичка алатка на ДПМН. Ова е мрежа на авторитарни влијанија кои ја оддалечуваат Македонија од Европската Унија, а притоа ја подкопуваат медиумската независност. Продолжуваме со информации од спортот. Утре од 18 часот Тиквеш Голден Игала во салата Јасмин ќе го пречека работнички. Кавадарчани по стартните 2 победи во овој дел од сезоната посакуваат продолжување на серијата.
Поради фактот што 2 недели подоцна го стартува вториот дел од сезоната, кошаркарските суперлигаши ки играат во турборитам. Одлагањето дојде заради студеното време и неможноста да се загреат соодветно спортските сали. Затоа пак суперлигашите веќе утре ќе ги одиграат средбите од вонредното 14-то коло. Во среда, 4 февруари, Кожув по двата врзани порази на стартот на овој втор дел од сезоната, рехабилитација ќе бара на гостувањето кај Гостивар. МЗТ е апсолутен фаворит во дуелот со екипата на Ангели. Неизвесен надпревар се очекува да одиграат Феникс и Куманово. Нималку лесно нема да му биде на Пелистер, кој ќе му гостува на новелијата во Лигата Маđари. Според традицијата и реномето, дербито на ово коло ќе се одигра во Кавадарци, каде Тиквеш Голден Игл ќе го пречека работнички. Средбата се игра во среда од 18 часот, а кавадарчани ќе се обидат по стартните 2 победи да ја продолжат серијата, но затоа ќе им треба дисциплина во играта и голема помош од трибините. Последниот надпревар од ова коло ќе се одигра во петок, кога лидерот ТФТ заради домашниот терен ќе биде фаворит против незгодниот тим на Чаир. 35 години живот на трибина. На денешен ден формирана е навивачката група Лозари Исток. На денешен ден пред 35 години во 1991 година формирана е навивачката група Лозари Исток, која представува символ на спортската култура во Кавадарци и нераскинлив дел од историјата на фудбалскиот, кошаркарскиот и ракометниот клуб. Корените на организираното навивање во Кавадарци датираат уште од периодот пред 1990-та, кога на источната трибина на градскиот стадион се собирале повеќе навивачки групи. Меѓу нив најголем печаток оставила групата Ретки Билки. Во 1991 година овие групи се обединуваат под заедничкото име Лозари, создавајќи навивачка дружина која веќе 35 години несебично живее за спортот. А името Лозари не е избрано случајно. Тоа е директна врска со идентитетот на тиквешијата. Боите на обележијата од секогаш биле црвено-бели, инспирирани од боите на фудбалска клуб Тиквеш и знамето на општина Кавадарци. Во раните години од овој век, навивањето во Кавадарци влезе во криза. Првите обиди за враќање на сцената се појавија откако компанијата Фени го превзеде кошаркарскиот клуб во 2005 година, но без поголем успех. Пресвртницата дојде на 14 февруари 2010 година, кога на надпревар на фудбалскиот клуб Тиквеш во рамките на меморијалниот турнир Вуко Каров, на градскиот стадион се појави навивачката група Ултра Кру, составена од 50 на млади кавадарчани. И покрај почетниот скептицизам, Ултра Кру во наредните години успеа да ја возобнови навивачката група Лозари, да поврати значаен дел од постарото членство и да регрутира нови млади навивачи. Групата се организира во повеќе подгрупи како Ултра Кру, Ултра Дринкерс, Бригада 12, Нашто мало, Црвено-бели и други. Во наредните години, низ годините, Лозари имаат изградено бројни пријателства со домашни и странски навивачки групи, но и силни ривалства. Официјално збратимени се со навивачката група Чкембари од Битола, додека како најистакнати ривали се издвојуваат неготинските винари, како и скопските комити, Сити Парк Бойс и Фемили Аеродром. Во изминатите 15 години навивачката група Лозари прерасна во едно од најпрепознатливите навивачки групи на Балканот, а нивните пиротехнички шоуа, кореографии и навивачката страст редовно се појавуваат и во европските навивачки магазини и мрежи. Оваа група отсекогаш била повеќе од навивање. Била другарство, лојалност и приказна што се пренесува од генерација на генерација. Нека трае уште долго, со ист жар и љубов. Сега е времето новите генерации сами да продолжат да го пишуваат продолжението на убавата приказна, што им ја оставаат малку повозрастните. Вечно да е Кавадарци, среќен роден ден и вечни да се
Лозари Исток. Во дневникот следува и прогнозата за времето. Утре ќе биде променливо облачно со умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Попладне и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, а на повисоките планини во северозападните делови врнежи од снег. Температурата кај нас ќе се движи од 5 до 11 степени. Го гледавте дневникот на КТВ, тоа беа подготвените содржини, имајте убава вечер.